Наш гостин во емисијата Радио што се гледа, како и што најавивме, Крешимир Здравески, познат како Крешо, така и ќе ни биде дел во емисијата која ќе се обраќаме, член на управниот одбор на Занајчиската комора во Прилеп. Ќе зборуваме за состојбата со занајчиството, со акцент на баш оној занајет фризерскиот и козметичарскиот, со оглед на тоа што бројноста на оваа фела е навистина голема. Ќе зборуваме за практиканството и за потребата од практиканство и информирањето на младите за да знаат каде да практицираат и потребата да практицираат. Се разбира и за интересот на младите да учат занајет. Ќе опатиме и други теми, но да нагласам дека сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во разговорот, ајде нека се обидат, нека се вклучат дали со свој коментар, дали на нашиот отворен телефон кој што секогаш го нудиме како можност за комуникација 076894524, секогаш постави на нашата Facebook страна. Оние кои што не слушаат на радио, еве уште еднаш ќе повторам, 076894524, може да комуницираат со нас, може да ни влезат во разговорот, во дискусијата, за да дебатираме и да видиме каква е состојбата со занајчиството тука во Прилеп. Неодамна, Крешо, имавте средба, пред некој ден имавте средба со првиот човек на градот. Зошто беше потребна таквата средба? Што му беше пренесено? Што добивте како повратен одговор? Пред се добар ден на сите гледачи и слушатели на Радио Пела. Ви благодарам за укажаното време да поразговараме на овие теми кои се не само горчливи, меѓутоа се и убави. Конкретно да некни на ниво на Занајчиска комора и ниво на општина Прилеп, конкретно со граначалникот Борче Овчевски, остваривме средба. Таа средба повеќе беше така чисто од како за почеток, од информативен карактер, да го запознаеме кои се најбитните во моментов проблеми со занајчиството и конкретно старата чаршија во нашиот град. Што беше, што дискутиравте и зошто беше потребна таква средства? Дали занајчиството во Прилеп, дали занаетите во Прилеп се во развој или пак и тие чувствуваат сета оваа економска криза, енергетска криза која што се случува во Македонија, во Прилеп, Македонија па на глобално ниво? Во кратки црти, впрочем, пошто и со Станоков беше, како што рековме, се запознаеме и да му пренесеме началникот со најбитните проблеми. Оно што и општата јавност го знае, прво беше проблем со изнесен конкретно за старата чаршија. Проблемот со паркирање, знаеме сите каков проблем се создаде од кога се направи новиот булевар, меѓутоа не се создаде нови паркинг места. Чаршијата од тогаш почна да изумира, затоа што потенцијалните купувачи буквално немаат пристап до дуќаните во старата чаршија. Потоа се потенцираше затоа што веќе неколку години се работи на програм за реконструкција на старата чаршија. Тука дојдовме до заеднички јазик и заедничка констатација дека иако беше планирано за ова година, таа инвестиција да ја одложиме пред се прво заради економската криза, енергетската криза и немањето доволно финанси од сите страни. Во овој момент да се отпочне со таков голем зафат во старата чаршија, која опфаќа промена на довод, одвод, нова инфраструктура за сите кабли, сите инсталации, че тоа е голем зафат и сега на никого не ни е потребен во оваа економска криза од која сме сите зафатени и како општина, и како држава, и како занаетчи, и како компании и се. Исто така беа предочени проблемите со јавното осветлување, конкретно осветлувањето во старата чаршија која е рамно на нула. И во суштина тие беа дел од темите кои поразговаравме. Малку се начна темата за практичната настава и проблемите и идејните решенија кои треба да се опфатат во средните општински училишта. Меѓутоа, оставивме и се договоривме за што поскоро да има нова средба која ќе биде конструктивна и на која ќе се работи дел по дел, тема по тема, сегмент по сегмент. Ти генерално кажа со што генерално се соочува Прилепската чаршија, занаетчиите кои што делуваат тука, вклучувајќи и трговци, гостители и занаетчи, но
Со кој проблем конкретно се соочува вашиот занает, фризерскиот занает, козметичарскиот занает, кои што се тесно поврзани? Дали овие услуги се намалени, односно дали граѓаните имаат можност да ја одржуваат својата лична хигиена на некој начин? Како стојат работите во тој сегмент со оглед на тоа што пак ќе речам, можеби ќе ни кажеш и ти некаква бројка колку фризери, колку козметичари работат на територијата на општина Прилеп и верувам дека 1/4 работат и по своите домови. Нема свој бизнис вака јавно. Полека ќе дојдеме и до тоа. Значи конкретно како што спомна лична хигиена, да, и овие насоки се водат во стругата како лични услуги, значи се неопходни за секој поединец и потребни. Ова криза не зафати сите. Да, секој ќе каже да, кризава е на глобално ниво, во ред, кризата е на глобално ниво. Меѓутоа ние ги следевме само едната страна од сите тие мерки, од тој глобализам, повеќе би го нарекол корпоративен глобализам, кој многу не се замара со малите бизниси, поготово со занечискиот сектор, кој уназад долги години, ако не и децени, ние тоа како занечи го напоменуваме, меѓутоа сега се стави точка на и. Со ова и се докаже дека сме буквално ставени сами на себе си. Да, ги следевне сите препораки и мерки, како што ни велеа дека е секаде во светот така, меѓутоа, она што секаде беше во светот така, а тоа се однесуваше на помош од страна на државите кон тие стопански субјекти, занечиски субјекти, тоа ние како тренд не го следевне ова наша држава. Па со самиот почеток на кризата, на 10 заболени дневно, ние се соочивме да бидеме затворени, да не смееме да работиме, при тоа да ги платиме сите давачки, значи буквално сите давачки. Во тој сегмент имавме многу ветувања од Министерството за економија, од владата. Имав јас лично и доста средби со министерот за економија Бектеши и со нивните заменици. Меѓутоа не се најде на заеднички јазик, се тоа остана само на пусто ветување. Таму некаде дури трети или четвртиот пакет, не земајте ме за збор, не вкрстија во помош во вид на 2 плати, кои еве сега дојдоја за наплата, односно треба да се вратат. А моменталната ситуација економска, кај фризерите и козметичарите, е полоша отколку во првата година од оваа криза. За епидемиолошката криза, Да, за епидемиолошката криза. Зошто? Многу едноставно. Затоа што тогаш имавме само епидемиолошка криза, сепак колку толку занечите не може да имат многу заштеди, меѓутоа зарно за лошо што вика меѓународо, некој денар се има. Можевме да издржиме, крепевне, меѓутоа сега настапи економската криза, занечиските дуќани се скрос исцрпени, голем дел од нас веќе се задолжија со кредити за да ги платат основните тековни давачки, самото население е веќе без финансиска моќ, исто така презадолжено и сега покрај епидемиолошката криза, која е се уште тука, сега имаме и таа економска криза. Капак на светото, дојде и енергетската криза и сега сме соочени со сите ценовни шокови од сите страни и тука дојдовме и до она фаза каде што и цените на услугите во фризерските и козметичките салони се покачија затоа што мора, меѓутоа сакам ова тема малце за подоцна да ја оставиме, е многу битна околу покачување на цените на услугите, зошто како и каде. Да се надоврзам на сето ова, сите работиме на маргините, еве веќе влегуваме во 3-та година календарска од тој начин. Друг многу тажен сегмент е, досега веќе имам податок на ниво на држава, имаме околу 20% веќе затворени фризерски и козметички салони. Тоа е огромен процент. Јас себе работам 24 години професионално, верувајте, во тие 24 години дали сум имал прилика
да слушнам за 5 салони затворени кои, да речем условно, пропаднале. Да, имало затворени салони, меѓутоа некој начал подобра работа, заминал во странство, значи биле затворени заради подобри причини и подобар напредок во животот и во работата. Меѓутоа да пропадне, тоа не се случило и малку така и емотивно на сите нас делува. Делува малку и депресивно, затоа што секој од нас сега веќе си вели дали ја ќе бидам наред, дали ја ќе дојдам наред и ако дојдам, кога ќе дојдам наред. Од друга страна, се сочуваме и со трет битен проблем. Една страна од тој третиот проблем е тоа што уназад ние 30 години се соочуваме со нелегално работење на црно. Тоа никако не може да се искорени. Апсолутно, ние сме направиле, ама секакви напори по сите можни институции, со управа за приходи, со државен пазарен инспекторат, со сите надлежни министерства, постојано, значи се правени обиди, едноставно не може да се стави крај. Сега на сето тоа се додаде и сите оние предпоставувате, како јавноста што предпоставува, секој нешто го затвори луѓено ради економски причини, заради кризава, сега продолжува да работи дома на црно. Што значи сега работењето на црната и сивата економија се зголемува уште повеќе и се ние останатите кои пробуваме од петни жили да обстаниме во ова општество, имаме уште поголем и дополнителен проблем кој уште дополнително ги зголемува сите проблеми. Едно, нас ни создава нелојална конкуренција, а второ, државата има се помал прилив на даноци и давачки. Значи, апсолутно сите губа. И од трета страна, колку што ги обвинувам тие наши, условно, колеги, толку ги оправдувам, сепак се работи за преживување. За гол живот сите имаме семејства и деца кои треба да се прехранат. Да, не е начин, меѓутоа кога треба да одбираш да се платат сметки, да се обезбеди леп за семејството, наспроти ова, сепак знаеме сите, превлагнува на чувство да преживееш, онај нагон на човекот да се преживее. И тука еве ќе се надврзиме веднаш со покачувањето на цените за да го надополниме сето ова кажување. Како тоа се одразува врз вашето работење? Дали се репроматеријалите имаат сега повисока цена? Дали беше неопходно да ги покачите цените на услугите? Но и ајде да кажеме некаква бројка колку на пример луѓе се занимаваат со фризерскиот занает или со козметичарскиот занает целокупно. Бројката во општина Прилепе некаде бевме регистрирани, сега верувајте, постојано имаме up-down, значи во система за отварање нови фирми, затварање стари, не можеме веќе да влеземе во трак колкава е голема веќе турбуленцијата. Меѓутоа, некаде со последните податоци сме околу 120 регистрирани фризерски салони и некаде околу 13 до 15 козметички салони и само неколку студија за педикир и маникир. Ако го отвориме Фејсбукот, секој трет пост е со реклама на надиво нудење услуги за работење на педикир и маникир. Ете и тука да се вратам на претходното, значи не можеме да бараме изговор од институциите, да ги сваќаме како сериозни изговорите од институциите, дека не може да им влезе во трак, кога само да ги отвориме социјалните мрежи, ќе влезете во трак и со телефонски број, со име, презиме и адреса. Меѓутоа, никој не сака да покри нешто околу тоа. Да, цените мораше да се покачат, затоа што прво на сите ни се зголемени цените на репроматеријалите, дури одредени продукти се зголемени до 30, а имам последни сознанија дека и препаратите и продуктите неопходни за работа кај козметичарите се и до 50% зголемени. Алатите и сета потребна опрема што ја користиме во нашите салони е исто така зголемена, како што знаеме и самата бела техника и општо техниката, како што е нормално зголемена цената дури до 40%, за некои продукти и над 60-70%, заради самата трговија со Кина, самиот превоз, транспорт е поскапен. Ако беше цена на еден контейнер $5,000, сега таа цена надмина на 13 до $15,000. Само транспортот колку е зголемен, а камоли
колку се зголемени и цените на самото производство на тие алати. Значи цената на алатите зголемени, тие алати нормално има амортизација и век на трајње, значи ние ги обновуваме, се случува и да се скршат со штета и да се расипат, и сега и нивната цена е зголемена. Понатаму сега со новата методологија на пресметка на плата, со минималната плата, ние како занетчи сме самостојни, самовработени и ние никого, да речемо наводници, не малтретираме, туку сами работиме, меѓутоа сега од ова покачување на минималната плата, ние единствено само што добивме бакшиш, тоа е зголемени придоноси по основа на пензионско инвалидско осигурување и зголемен делот за персонален данок. Во превод би значило еден фризер сега ќе се соочи со некаде од 1700 до 1900 денари плюс месечно давачки по тие основи. Значи тоа е веќе покрај репроматеријалите, тоа е втор сегмент кој сега ни е дополнителен нов удар за ценовните шокови. Третиот голем проблем ни е енергетската криза. Има едно такво прашање, колку си платил за електрична енергија овој месец? Да, ќе одговориме затоа, ќе кажем и за тоа, баш сега. Значи се во фризерските и косметичките салони буквално 99% се на термички потрошувачи. Значи сите ние буквално од цел работен ден мораме да работиме под светло. Значи тоа е една друга работа, сите работиме со постојано мора да имаме топла вода, сите наши термички потрошувачи се во просек од 2500 до 2800 киловати. Грејењето нема друго решение, поготово прилеп, затоа што немаме ни парно, немаме ни довод на газ, немаме друг извор на енергија, освен електричната енергија. Еве тука веднаш ќе се дополнам на прашањето, па некаде еве да бидеме конкретно за мојот објект со добри 3000 денари плюс да може сите да разбера, да не манипулираме со проценти со она, меѓутоа добри 3000 денари плюс отколку изминатите години. Тука сакам да напомнам дека ова е за нас второ покачување на електричната енергија во неполни 12 месеци, кој малку и јавноста го подзаборави. Имаме тука дополнителен проблем кога се покачи лани цената на електричната енергија за домаќинствата за одреден период, дали им се намали основицата на ДДВ од 18 на 5%. Меѓутоа за индустријската струја која користиме ние дојчаните, тој процент на данок остана ист, 18%. И тоа никаде во јавноста, никој министер, никој стручњак по енергетика не го напоменува. Значи, ние имаме во неполни 12 месеци два големи ценовни шока за електрична енергија. И покрај тоа да видиме реални на сите нас, кириите ни се во врзани со клаузула евро, а и сами сме сведоци дека полека имаме и девалвација на денарот во однос на еврото. Да, ќе каже некој тоа е мала сума, меѓутоа малку овде, малку онде, тие суми се зголемува. Да се вратам на буквално да речеме од 50 на квадрат и дујчан 3000 денари плюс лесно разбирливо да биде, тоа значи да треба да сметаме дека сега работиме со 50% од капацитетите како што работевме пред кризава. Значи работата е падната за 50%. Ако порано дуќаните не биле отворени 10 или 12 часа, сега ни се активно отворени околу 4 до 6 часа. Сметете, еме обемо на работа намален, се останатото покачено. Последното покачувањето, да го напомнам, на ниво на општина Прилеп, како фризери, го имавме во 2016 година. А се сме 2022. Се тука ќе бидам малку и само критичен кон нас, што е многу битен елемент. Постои во економијата, во секоја економија, во сите сфери, поготово и кај нас, баш 2018 година бев на многу добар семинар во Загреб кај мајстор професор Алан Остин Смит. Тој е човек кој фризерството го замени, кој сега во прилично одминати години, пред фризерството го замени со едно повисоко скалило и тој се занимава буквално со маркетинг и менеджирање на фризерските салони. Најголем аспект се даде на тоа, има еден поим
се вика ажурирање на цените. Тоа ажурирање на цените мора да биде секоја година. Конкретно, тоа ажурирање на цените ги имаме ние кај сите препарати кои, знаете, ги увезуваме, кои се потребни за нашата работа. Некаде средината на јануари, почетокот на февруари, тие цени ни доаѓаат ажурирани. И да, тоа се минимални покачувања, меѓутоа се ажурирање. И тоа не е покачување на цената, тоа е ажурирање. Под ажурирање се сметат неколку сегменти. Покачени цени на транспорт, покачени цени на репроматеријали, покачени цени на работна, исплаќање на личен доход на работната снага и ред други работи. Значи, кога ќе ги имате зголемено овие сегменти, тогаш не доаѓа до оскапување на цените, туку доаѓа до ажурирање на цените. По оскапување на цените се работи, пример, врз основа на зголемување на обемот на работа, врз зголемување на квалитетот на работата. И затоа тука сакаме и за јавноста да знае да, значи, ажурирање и поскапување на цените треба да направиме сразмерно разлика. Како вика Евана и Мепсо и Елем. Значи, изголемени се цените на енергенсите и ние сме приморани да ги покачиме цените. Значи, тоа не е оскапување, ние мора тоа да го направиме. Исто тоа го имаме за нафтените деривати и цената на газот. Па истото е тоа и кај нас. Меѓутоа, што се случува? По колку се удира најголемиот камшик, понешто е последниот, оне што е дава услугата и што е најмалиот. Значи, реакции во јавноста имаме, да, и за жал многу неубави реакции од јавноста, конкретно кон нас за најчите фризерите претежно и нема да ги читаме, слободно можете. Да, јас сакам и да, со отворени карти играме. И еве ги покануваме ако сакаат некој да проговорат. Да, може слободно и да се јават и буквално сакам и позитивните и негативните коментари. Да, дајте еднаш да разговараме, дајте да го смениме менталитетот, ние сме нација која говори. Дајте луѓе да разговараме. Значи не само да говориме. И конкретно затоа кај нас е проблем, да скратам, меѓутоа е многу битен сегмент, затоа сакам и само критични малку да бидеме, затоа што ние не сме доволно обучени, може би да кажам и не сме доволно спремни се уште за капитализмот. Ние тие ажурирање на цени требаше да ги правиме бети секоја година. И со тоа што ќе добиевме? Значи нас, еве да речеме пример, 2016 година, мислам дека нема да сгрешам, се уште беше минималната плата 9200 денари, така? Од тогаш имаме покачување на 15200 денари минимална плата, цените на услугите остана исти. Значи нема логика. Тоа е вината во нас. Значи да видиме, да направиме на дистинкција, не е само да се обвинува држава, општина. Да, значи тука е наша. Еве сега имаме едно друго. И сега ние затоа што не ги правевме тие ажурирање на цените, и сега кога ќе дојде поскапување, ние ќе оскапиме, кај последниот примател на услугата, да, ќе се осети тоа, иако, верувајте, еве јавноста нека знае, цените на услугите се толку минимално кај сите нас покачени, што буквално, сликовито, пластично ќе објаснам, е помало од колку цената на едно кафе испиено. Плюс, цените на сите услуги не се покачени. Па оставивме да се направи некој баланс, да не биде наеднаш удар. Пример сега да дојде клиентка наеднаш за услуга, да речеме, боење на косата, стрижење и фенирање. Направивме тука една малце разделба, да не бида сите три услуги покачени, или ако се веќе покачени цените на сите три услуги, ако побара клиентот три услуги во една, верувајте, ние сите барем најмалку на едната услуга нема да му пресметаме по покачената цена. Значи свесни сме и ние, затоа што ние работиме со народ, ние сме скрос исти со сите наши клиенти, буквално скрос исти, и не да сочувствуваме, не сакам да го упатрувам тој збор, треба сите сега заедно да ги смогнеме силите, да се здружиме во сите сегменти и полека да гледаме некако, прво да ја стабилизираме кризава, па да излегуваме од криза. Како ќе делува покачувањето на минималната плата кај вас самостојните занечиите кои што обезбедуваат минимална плата, можеби уште за еден, ќе се рефлектира ли тоа негативно? Па преска напомнав. Или позитивно, тоа е добро да имаш повисока плата. Преска напомнав за тие што се самовработени, единствено и само имаме проблем. Сега за тие што се вработени, сега ќе ви кажам вака, конкретно нека сакам да знае јавноста, верувајте, сите што имавме и што имаат и сега наши колеги, фризери, козметичари, што имаат вработени, никој до сега не беше на минималната плата. Сите беа над минималната плата. Што значи во тој сегмент
во тој сегмент ние бевне пред носење на овој закон, затоа што за најчиството мора да се плати. Ако сакате да имате добар и квалитетен работник, него мора да го платите, на крај крајшта ние не го плаќаме. Тој сам си ги вади своите пари, си ги заработува често. Што значи, тој сегмент нема многу да влие, кажувам, кај оние наши колеги кои имаја вработени, кои веќе платата му беше над таа минимална што ја исплаќа. Да, има бројка и со тие што се со минимална плата што биле, сепак помал обемна работа, сепак имаме ние и селски средини кај што има екзистират и таму салоните и во помали градови кај што стварно не можат да дадат повисока плата. Тие се прилично засегнати. Сега тука во тој сегмент, тука она што ја кажа владата дека ќе ја помага разликата во придонесите, тука нас не опфаќа тоа. И не опфаќа и во сегменто што не фер излезе од страна на владата, прво рекоа дека на сите ќе му помогнат да се плати субвенционирање разликата во придонесите, меѓутоа сега излегува, последно пред неколку дена беше, доколку користеле каква било мерка уназад до сега, не им следува сега. Па не можем да најдам НЗС, значи треба да правиме дистинкција на тие две работи. Помошта претходно беше ради ковид кризата и пандемијата. Сега ова помош е ради носење закон за минимална плата. Зошто да ги поврзуваме тие две работи? Ако си користел ваму, сега не може да земиш таму. Тука е направен голем пропуст, јасно ни е на сите зошто е тоа така направено, буџетот е празен, така да многу мал број на компании и дујчани ќе го осетат, условно да речем, тој мал бенефит за субвенционирање на разликата и тука доаѓаме до проблемот. Значи, на оние кои беа не исплаќани минимална плата. Ние тука ќе направиме мал прекин за да ја слушаме пресконференцијата која што е во тек во општината, се зборува за Прочка, но ќе продолжиме понатака за уште една тема поврзана со практиканството и жалбата на младите да практицира за најчество. Дали најдовте паркинг место, дали најдовте или уште? Паркинг место, дали најдовте? Треба или не него, дали е коректен? За сите, и јас така. Ама јас не... Добро, јас. Директорот на снимајте. Почитувани медиуми, почитувани присутни, најпрво да ви се заблагодарам за големиот интерес и со огромно задоволство сакам да ви соопштам дека официјално најавувам дека по пауза од 2 години, конечно во недела на 6 март ќе започне и ќе се одржи надалеку познатиот карневалски бренд за прилепи Македонија, Прочкари 2022. Согласно сите здравствени мерки и протоколи, оваа година полека го враќаме сјајот на карневалот и радоста кај прилепчани, со тоа што овај пат ќе имаме маски само од Република Македонија поради здравствени мерки и протоколи потикнати од ковид пандемијата. Техничкиот дел и сите активности, како и пригодната програма,
ќе оставам официјално да ви биде представена од страна на лицата кои што се директно вклучени во организацијата. Сакам да упатам покана до сите, не само до нашите сограѓани Прилепчани, туку и до целата македонска јавност и до сите граѓани да повелат да ни дојдат во недела по 12 часот. Дефилето на карневалот својот официјален почеток ќе го има пред Домот на културата Марко Цепенков, од каде што ќе се упатиме до поставената бина на плоштадот Методија Андонов Чент. Ве уверувам дека како домајчини ќе се погрижиме да имате прекрасен и исполнет карневалски ден. Добре дојдени сте сите во градот под Марковите кули. Ви благодарам. Ало, прочкајте. Како и да е, го слушнавте градоначалникот на Прилеп. Пресконференцијата се држи во општинската сала. Зборуваме или е поводот прочка и програмата за прочка. Ќе слушнеме што се ќе биде презентирано нова манифестација. Нешто нема некакви големи измени. Ајде да чуеме каква програма ќе пронуди прочка оваа година. Сдруженијето на граѓани Прилепски мечкари како организатори на годинешното 20-то поред издание ги правиме последните подготовки за одржувањето на ова значајна манифестација, која што во изминатиот период постигна голем успех во поглед на промоција на градот Прилеп во пошироки рамки. Активностите ќе започнат со отварање на изложбата, која секоја година е сведок на најразлични креации на маски изработени од страна на учениците од основните и средните училишта во градот, од менторство на нивните наставници по ликовно образование и оделинска настава, кои се партнери всушност во целокупната организација. Ова се нашите најмлади учесници, кои што во иднина ќе ја продолжат традицијата на одржувањето и презентирањето на културното наследство. Изложбата ќе биде отворена во петок, во 12 часот од страна на градоначалникот на општина Прилеп во Центарот за култура Марко Цепенков, каде што ќе бидат прогласени најдобрите избрани маски. Жири комисијата, која што ќе го спроведе изборот, е под водство на председателот на Друштвото за ликовни уметници од Прилеп, Методи Исков, и членовите Маја Најдовска и Елена Димовска. Централен настан представува дефилето на маски во недела, на кој што ќе се представат групни и поединечни маски од Прилеп и од другите градови на Македонија, а стартот е од Центарот за култура Марко Цепенков. Трасата ќе се движи се до плоштадот Методија Андонов Ченто, каде што ќе биде главното представување со изведена кореографија и музика, се тоа под водство на водителот Марија Спирковска Илиевски. Очекуваме околу 500 учесници во 15 на групни маски, некои од нив бројат и по 50 учесници. Досега се пријавени групи од кавадарци, пробишти и Охрид. Покрај дефилето ќе има и куклено шоу, магионичари, жонглерски и други атракции и сето тоа ќе заврши со една заедничка забава и концерт на групата Фолтин на централната бина. Ги повикувам сите оние кои што се уште не се пријавени, нека ја посетат интернет страницата на карневалот, каде што е поставена пријавата, може да ја испратат по електронски пат или пак непосредно пред карневалот да дојдат на централната бина каде што ќе им биде доделени број за настап. За најубавите маски ќе има и награди, за кои што ќе одлучува стручна жири комисија, на која што председател е Кире Миладиновски, кореограф на танц студиото Зодијак, а членови се Цветан Волчевски, наставник, и Хилда Црнеска, член на Европската федерација на карневалски градови. Очекуваме сите овие случувања да донесат малку позитивна енергија, расположение, кој што ќе ни овозможи за момент да ги поставиме проблемите настрана и да уживаме. Бидејќи кризата, не само ковид, туку и финансиска, која што трае подолго време, си го зема својот данок и од општественото живење воопшто. Исто така, сакам да напоменам дека одлуката за продолжување на работното време на сите кафетерии и ресторани, донесена од Советот на општина Прилеп, е со важност, така да забавата во вечерните часови може и да потрае на задоволство на помладите генерации.
Ја користам оваа прилика да упатам благодарност до сите учесници на карневалот кои собраа сили да се продолжи традицијата, да не се остави на едно стихино замирање, до сите гости, волонтери, институции, Центарот за култура Марко Цепенков, полицијата, јавното комунално претпријатие и сите останати кои учествуваат во организацијата и реализацијата на оваа карневалска манифестација со цел таа да биде поуспешна. Благодарност до сите училишта и наставниците кои што го даваат максимум својот допринос и до сите медиуми и новинари за презентирањето на настанот и секако до граѓаните кои што во голем број го следат истиот. Ние како организатори се надеваме на уште еден успешен организиран карневал, а сето она што е во врска со традицијата, простувањето, мечкарите и нивните активности, кои се дел од касапскиот еснав, му давам збор на Ванчо Ѓоргиев, председател на Прилепските мечкари. Како и да е, ние го продолжуваме разговорот, слушнавте што ќе биде се на прочка од пресот кој што директно го пренесувавме од општина Прилеп. Наш ековне гостин е Крешимир Здравевски Крешо, член на управниот одбор на Занечиската комора на Прилеп. Зборувавме за состојбата, проблемите, тешкотиите со кои што се соочуваат прилепските занечи, посебен акцент на фризерите и козметичарите. Јас се надевам дека и другите занечиски здруженија ќе ни бидат наши гости, па ќе ни кажат и угостителите. Председателот на Занечиската комора ќе ни беше поканет, се надевам дека ќе ни дојде исто во програма за да може да дискутираме за оваа тема. Единствено со единствена цел да ја запознаеме јавноста со случувањата, да не биде тоа само прикажување, бидејќи информациите доколку не се точни, тоа е дезинформација и шпекулација. Благодарам, Крешо, сепак што се нафати да ни бидеш гостин и да разјасниш што се случува во занечиската дејност тука во Прилеп. А ние продолжуваме со една тема која што исто така е поврзана со занечиството, а тоа е практиканството. Колку младите сакаат да практицираат занечиство, еве раскажувајќи ги сите овие состојби со кои што се соочуваат фризерите и козметичарите. Па да, еве конкретно баш затоа и задоцнив во вашата програма, притоа сакам и да му се извинам на сите гледачи, бидејќи имавме битна средба сега во општина Прилеп, конкретно за дуалното образование, со наслов Учи паметно, работи стручно, на кој излагање се доја заменик министерот за образование господин Љузи Малију, Наташа Јаневска од Стопанската комора, госпоѓа Лепо Центар за стручно образование и обука. Кратко беше присутен тука и градоначалникот на општина Прилеп Борче Јовчевски. Направи излагање по повод практиканството и дуалното образование, кои се досегашните резултати, кои да напомнам за јавноста стартуваше изминатата година. Конкретно станува збор во Прилеп имаме 7 дуални паралелки со вкупно 99 ученици. Тоа значи дека еден ден во неделата од практичната настава тие ученици го изведуваат во самите компании и при тоа од страна на МОН е обезбедена стипендија во висина од 3500 денари за тие ученици. Сега ние како Занечиска комора, нормално тоа го поздравивме и бевме и дел од сите тие планови програми за изработка на дуалното образование. За сега се уште изоставени фризерите и козметичарите во поглед на законот за дуално образование. Сега е сето само на практична настава во училиштата и во летен период она феријална пракса од 21 ден, која ние сметаме дека е многу мала и несоодветна. Исто така и ние имавме барање да биде опфатени
сите занечиски насоки со таа стипендија која го дава Министерството за образование и за наука, вака идеме малку реални да бидиме до нефер однос за клима за работа. Значи, странските инвеститори фактички добиваат бенефит преку практикантите и учениците, со тоа што самите ученици добиваат стимул со стипендијата и добиваат веќе полуготов производ кој е реално обучен и школуван со буџетски пари од сите граѓани на Република Македонија. А додека ние што сме домашните инвеститори, кои се сме направили, инвестирале сами без ничија помош, најмалку државата, тој сегмент е изоставен кај нас. И сега стимулацијата на децата се запиша конкретно во фризерските, козметички насоки, машинобравари, дреари и ред други да не редам. Сега гледат и самите родители, да, ваму се дава стипендија, ваму не се дава, ќе си го пуштам детето, што е нормално, ваму да учи. И така направиме сега, правиме едно добро, меѓутоа друга страна лошо. Едни насоки ќе ги стимулираме, другите насоки нема да ги стимулираме. Значи, подхитно треба и ние правиме барања и состаноци да се воведе тоа за сите тие дуални паралелки, значи тоа го работи на Германија, Јапонија, Грција уназад децении, кони векови. Сум имал соработка, се уште имам соработка со Занечиската комора од Коблец, Германија и ред други занечиски комори кои тоа функционира безпрекорно. Значи има идеи и програми каде што може да се стимулира ученици. Значи мора да ги стимулираме уште пред самото запишување во средното училиште. Значи детето да знае кои бенефити ги има со самото започнување на школувањето. Кога тоа дете ќе знае дека ќе има соодветен фризерски салон каде што ќе оди на пракса, дека ќе биде стипендиран, дека ќе има свој денар дека ќе го вади. Понатаму дека тој ќе има предност да се вработи во тој истиот салон. И кога ќе стекне доволно години на искуство, на работа и возраст, тој веќе ќе си отвори сам собствен салон и нема да размислува да заминува од државата или нема да безделничи, ќе биде обучено. Да нема обврски, ќе биде обучено и спремно. И кога ќе плива во тие води да стане самостоен, тој веќе ќе знае како се сноси со сите работи кои претходно ги зборував, не да знае како да вкалкулира цена, да пресмета журирање на цени. И тука ќе имаме обучен кадар. Исто друг проблем е сега, конкретно во нашата струка, фризерска и козметичката, со тоа што ние ги земаме на пракса учениците, ние вадиме скроз готов производ. Значи ги знае тоа дете, тој ученик, сите сегменти од работењето. Додека во големите компании тоа е малку ете тука се хендикепирани малку учениците, тие ги обучуваат за одредена работа. Примерно одредена машина, одредена патека, фаза од процесот на производство. Одредена фаза од производството и тука. Да, тоа е во ред, како што напомнав преска, во корпоративниот глобализам. Меѓутоа, тоа дете, што ако се случи утре, таа компанија да пропадне, или тој инвеститор странски, сега сме сведоци, имаме голем дел на директори, компании и раководители во градов кои се украинци. А имаме криза во Украина. Вчера излегоја од Стопанската комора дека имаме голем број на фирми кои не може да дојдат до наплата на средства поврзани со Руската Федерација. Значи многу лесно големите корпорации пропаѓаат, многу полесно од малите стопанственици. Што ако пропаѓа корпорација? Каде е тоа дете или тој работник понатаму ќе аплицира понатаму? Во своето CV што ќе пише? Ќе пише, знам да склопувам кабли во приклучок. И тоа е хендикепирано. А ние вадиме готов производ. Значи, ако пропадне студио Крешо, значи Боже, и ако затвори, дете што работел кај него, или ќе си работи во друг салон, затоа што ќе ги знае сите процеси на работа, или ќе си отвори сам. И затоа тука треба малку поголем аспект и помош од државата да имаме ние нашите домашните инвеститори и поттикнување. Да. Младите да не се сватиме погрешно. Так. Одлично е ова сето, значи странските инвестиции и децата што да, значи неминовно е. Треба и такви работни места да има, меѓутоа да вклаваме аспекто децата да ни стануваат индивидуално самостални и во знаењето и во работата, наспроти да бидат, знаете, кона Западот што ни го пласира, ама што не е баш за нашиот менталитет. Колку младите сакаат да учат да бидат фризери, козметичари, бербери?
За жал се помалку и помалку. За жал се помалку и помалку. Вината кај да ја бараме, ајде да не бидиме само. И се труде во текот на целиот разговор да не звучам ни песимистички, да не звучам никого ни да обвинувам, ти најмалку сакам да обвинувам некого. Лесно е да обвинуваме, се покажуваме и да вперуваме прст кон другиот, треба малку да сите да навлеземе во таа проблематика. Едноставно, младите гледат со какви проблеми се соочува сега овај наш бизнис сектор. Самата дигитална ера го направи своето. Пристапот до информации кои реално бидеме не се доволно проверени, како што и преска напомнати, го прават својот, не знам да речем, некој си утописки high level на размислување на младите. Сите се, јас сум со деца, е мојот син е матурант фризер ова година, сите се со размислување дека сакаат така малку побрзи пари, на полесен начин. Каде е вината? Вината е во целокупниот систем, како што реков низ разговоров, сите овие проблематики кои се случуваја. Занетите се прекрасни, може добро да се живее, богато не може да се живее, меѓутоа да бидеме реални, фризер сега и на запад не може да живее богато, па ни да се збогати, па ни некогаш може. Ама за еден пристоен живот може да има. Криза како криза кој ги имаме сега, ќе поминат, треба да се издржи, да си помагаме, ама проблемов како да ги вратиме младиве, моите прогнози на моите колеги што ги правевне, дека Прилеп веќе за 5 до 10 години ќе има тотален дефицит од фризери и козметичари. Го напомнав ни угостителството веќе има дефицит. Да не заборавиме сега, мај месец веќе имаме голем одлив на угостителски работници во градов, значи ќе се сочиме, исто и лани се сочи, ама годинава ќе биде многу критично. Кога ќе зборувам за нечиството, не сакам само за нашиот, за не зборувам, сакам зборувам за сите. Ако функционираме сите, тоа е синџир, не сме ни една алка да фали. Мора сите алки да бидат споени, цврсто врежани во еден круг, и кога ќе имаме оптек на финансиите, тогаш сите ќе имаме. Затоа мора да размислуваме на сето, значи стимулација на младите. Секогаш кога ќе кажам за фризерската насока, истото го мислам и за угостителството, и за други занајти. Значи буквално иста е проблематиката и на ист начин може да се реши. Само со добра кампања, добри стимулации од страна на државата, прво кон образовниот систем, кон компаниите кои се верувајте многу ситни пари, само треба се добро да се организираме и мислам дека можеме да дојдеме до некоја промена тоа, ама вака како што стојат работите. Имаме многу разговори, имаме многу теми. Ова е само ние зачнавме дел од темите поврзани со занајчиството. Накратко да ве прашам со оглед на времето и луѓето кои што не следат, да не го земаме и нивното време, Сдруженијето на фризери, бербери и козметичари пред, па не знам, 2018-2017, да, може би започна една иницијатива која што на 2 пати се одржа. Одржавте еден прекрасна манифестација, сите вие прилепски стилисти направивте едно прекрасно прилепско шоу, се планирали оваа година истото, фати пандемијата и така натаму, таман почна и заврши, но една прекрасна слика која што многу невообичаено за нашите простори, но ни донесе една нова сцена и нова можност за културно размислување за стилско размислување, за нешто што ни го пренесовте на европски начин. Еден од организаторите беше и ти, затоа и те прашувам дали ова година Сдруженијето има намера да го направи прилепското специјално шоу, како што беше наречено. Да, зачна една моја на убав начин болка, затоа што јас тој фестивал си го насловив моето првенче. И многу емотивно го свајчам. Да, 2017 го направивме тој фестивал кој е на овој дел од Балканот, единствен и се уште нема направено од таков карактер, од таква големина. Тој помина безпрекорно, значи организацијата беше на најврно ниво, иако располагавме со буџет од буквално 0 денари, меѓутоа ако се сака се може. Затоа напомнав и во проблематики претходно, само треба да седниме и проблемите се решава. Се направи како што се направи.
Се помина прекрасно наредната година. Колку и да не сакам, меѓутоа треба да се напомне, јавноста сакам да знае. Наредната година се случија некои дисбаланси, промени не само на политичката сцена, уствари таа политичка сцена доведе промени, дисбаланси во сите сегменти. Се обидоја на друг начин други организатори да го направат тој фестивал. За жал не помина како претходниот, помина многу покатастрофално. 2019 не се не обидоја да го направат. Јас едноставно се тргнав, затоа што реално и идеолошки и концептуално и како продукција фестивалот беше мој. Меѓутоа јас си го дадов на секцијата на фризери, сепак сметам дека тоа треба биде колегијално и општествено добро. 2019 се направи пауза, 2020 знаеме со кризава дека не можеше ништо да се размислува. Ова година не само што е во план, веќе се работи. Овој пат позади фестивалот застана институција, нема да откриваме вети сега многу, само малку да ја размрдаме со добра позитива, не само ЕСНАФ-от и јавноста. Значи веќе проектот е стартуван, се работи, позади проектот овој пат стои повисока институција. Проектот е прво е ребрендиран фестивалот и брендиран и заштитен во сите основни сегменти. Повеќе да не дозволуваме нечии лични хирови, најмалку политиките, да ни влегува кај што не му е местото во економијата и култура. Фестивалот веќе е во фаза на подготвување. Се преговара за локација. Да напомнам, фестивалот ќе биде на врвно европско ниво и затоа ни е многу битна локацијата на одржување на фестивалот. Значи не се работи каде што, значи професионални однос на работење бара професионални услови во секој сегмент. Ке биде по се изгледа или последниот викенд од мај месец или првиот викенд од месец јуни. Ке бидете за се известени. Важно ќе се одржи. Фестивалот кои критериуми ги имаше, зошто беше посебен, зошто беше важен, зошто беше интересен? Претпоставувам дека некакви услови имаше за да се учествува во фестивалот. Да, овој фестивал ќе биде овој пат, значи ќе биде од меѓународен карактер, се планира да биде дводневен, ќе се представат сите фирми увозници на препарати, опрема и алати, во фризерството, козметиката, дерматологијата. Ќе се представат тие со нивните нови колекции. Нашите колеги исто ќе се представат со нивни групи на сцена, да ја представат нивните креативности, нивната креативност во изработка на фризури. Ќе има едукативен дел за фризери, ќе има едукативен дел за самите граѓани, како да вршат негата на косата. Ќе имат можност на во семскиот дел граѓаните и колегите наши да видат кои се новитетите, препаратите, алати, услуги, при тоа ќе можат и да си обезбедат, да си купат дел од тие производи. Ќе има соодветни попусти, значи сето ќе биде со сајмски попусти. Исто така ќе дадеме аспект на децата. Значи нега, здравје и грижа на децата за косата. Она аверзија што имат кон фризери, дечината мали, овој пат преку предавања и преку лични презентации ќе им покажеме, ќе му завртиме приказката од друга страна, за да не да имат повеќе таа верзија, туку да имат емпатија кон својата собствена коса, значи ќе имат тука, како што напомнав, едукативен голем аспект ќе дадеме на здравието, затоа што едно од проблемите со самиот ковид е прележување на ковид и опаѓање на косата. Ќе имаме исто така предавања, значи за здравието пост-ковид, што треба луѓето, самите пациенти, да речам, и населението да практикуват, кој начин на живот да го потребува, кои суплементи, лекарства, исхрана, значи да не откриваме, меѓутоа сакам малку да откријам, затоа што сакам ова сето бунило што побрзо да заврши и да има надежка и луѓето дека некој од нас сепак мисли на сите сегменти, не само, како што реков, на едниот занет, значи на еден широк аспект. Ќе биде вклучен и бизнис секторот, ќе има и гала вечер која ќе има хуманитарна нота.
Така да, доволно е. Така, Доволно јасно. откриваме. Благодарам што ни беше гостин. Ќе ве следиме како занајческа комора, како посебен дел фризери, козметичари, бербери и така натаму, и ќе го ве следиме со сите активности кои што ги планирате, и убави и неубави, како и да е. Тука е Радио Бела отворено за сите оние кои што сакат јавно да говорат за подобар општествен живот во нашиот убав град Прилеп. Да, ви благодарам и јас за поканата, ви благодарам што секогаш сте во чекор со нас, со нашите збиднувања, нашите услови, начини на работа, нашите добри убави работи, и сакам само една порака да испратам до целото наше население, до сите наши пријатели, да се однесуваме храбро и смело и одговорно кон се това, да се сплотиме сите заедно, да заборавиме на поделбите, затоа што само така единствено и само можеме да излеземе од сите овие кризи.